со добра намера, стручно. Специјална програма секој четврток од 21 часот на ТВ каналот Откритија Надеж за иднината. Во добра верба, со добра намера против злото, по словото на професијата, стручно против нестручноста, корупцијата, партократијата и политичкиот диктат. Суверениот македонски народ е решително застанат на единствениот македонски пат, со нов принципиелен системски начин за елиминирање на корупцијата и криминалот во сите области во државата, со своји собствени сили и способности да се избори заедно со своите млади за себе, за татковината, за младите да си ја креираат својата иднина во суверена, независна и слободна Македонија, која ќе ги ужива и развива сите своји загарантирани права согласно меѓународното право. Дали е тоа објективната и фактичката состојба? Не. А според меѓународното право, тоа безусловно мора да биде така. Актуелните непринципиелни политики се неодржливи по сите основи, подеднакво од аспект на обичајното и на нормативното, позитивно право, меѓународно и внатрешно. За сето тоа и за потребната промена на коруптивно-криминалниот систем, што треба да ја направиме сите заедно, а со помош на пронајдениот нов, принципиелен, системски начин за елиминирање на корупцијата и воспоставување некорумпиран и некриминален систем на сите рамништа на општеството и државата, ќе се разговора и соработува преку специјалната програма Bona Fide Lege Artis на ТВ каналот Откритија Надеж за иднината секој четврток од 21 часот со авторитети од сите области, првите луѓе и професори на универзитети, заедно со своите студенти, институции, лидери и представници на политички субјекти, партии, на здруженија на граѓани, организации, групации, меѓународни организации, дипломати, амбасадори, дипломатски мисии, канцеларии, експерти и вршители на јавна дејност, обвинители, адвокати, судии, новинари, граѓани и други. Следниот ден, секој петок од 19 часот, на истиот ТВ канал Откритија Надеж за иднината, ќе се емитува емисијата, програмата Мислења и ставови од народот. Представници од народот, граѓани кои ќе ги изразуваат своите мислења и ставови, согласување или несогласување со ставовите, мислењата, изјавите изнесени во емисијата Bona Fide Lege Artis од претходниот ден. Добро вечер, почитувани македонци, македонски народе, граѓани на Република Македонија. Ја имаме таа чест, токму ние, преку програмата Bona Fide Lege Artis и преку ТВ каналот Откритија Надеж за иднината, да го превземаме на овој начин сето ова за кое што зборував и го наведов во најавата, во ваш интерес,
во интерес на македонскиот народ, на Република Македонија, на граѓаните, државјаните на Република Македонија и конечно на самата држава Република Македонија. Затоа што во изминатите години се случува невидено понижување, прекршување на најосновните човекови права и слободи на македонскиот народ и на секој граѓанин како поединец, но исто така што е еден можеби и преседан, не можеби единствен, но во современото време, кога многу напредуваше особено правната наука во заштитата на човековите права и слободи, една држава е таа која што го нема своето право и не е еднаква со еднаквите и не ги ужива рамноправно сите услови кои што им припаѓаат на државите како субјекти во меѓународниот поредок. Тоа е државата Република Македонија и сите кои што сме во неа, како нејзини лојални граѓани и оние кои што престојуваат, ги трпиме последиците од таквиот непринципиелен начин на постапување, на спроведување на непринципиелни политики и на третман воопшто, што е недозволено на тој начин спрема државата Македонија. Затоа имаме полн легитимитет и право како суверени, како граѓани од кои што извира суверенитетот во Република Македонија, а кои што исто така се оние кои што последни одлучуваат или чија што волја е она која што треба да се почитува, да продолжиме на тој начин да делуваме на најшироко рамниште и на сите рамништа кои што не засегаат без оглед за какво право и каква заштита се работи, но меѓутоа тоа е дел од нашиот севкупен живот и нашето севкупно живење и општествено и на индивидуално ниво, каде што ќе треба да делуваме во насока на искоренување на овие ниски, непринципиелни, недозволени и штетни практики, кои што завладеа како една параинституција, значи паралелен систем, кој што делува во реалноста фактички, иако од меѓународно правен или државно правен аспект може некој да го оправдува со разни политики кои што нели би биле или се водат, така наречено, во интерес на граѓаните и на државата, меѓутоа тоа не се поклопува со основните норми и правило и обичајно и позитивно и на меѓународното право, она што е создадено како вредност на меѓународната заедница во целина и од каде што произлегуваат не само правата, туку и обврските што секоја држава, а и секој поединечно човек, значи ги должи спрема меѓународната заедница како целина. Од тука, во оваа воведна емисија, ова е најава всушност на оние кои што ќе следат, со соговорници од сите овие области и од позиции од кои што е потребно тие и од свој стручен аспект или институционален или функционален, да придонесеме сите заедно во надминувањето на овие непринципиелни лоши практики кои што понатаму ја туркаат државата во криминалот и корупцијата. Бидејќи сега не би отварале посебни теми, само би се осврнала на насловот на оваа специјална програма Bona Fide Lege Artis,
Тоа се востановени уште од подамнешни времиња принципи, максими, правила кои што и се уште и до ден денеска не го изгубиле своето изворно значење, кое што е најважно и е дел од особено буна фиде од обичајното правило или право на меѓународно и на внатрешно ниво. А тоа значи во се да се постапува честно, со добра намера, без да се има без да се настапува со некаква задна намера или некој да се измамува, да се злоупотребува, да му се наштетува. Значи тоа е предуслов за развивање, за воспоставување и градење на какви да било односи во кои да било сфера од живењето и делувањето. Леге артис пак значи да е по словото на струката, на професијата, стручно. Значи, без оглед за која област да се работи, мора да се има стручен приод, унаков како што е потребно за да се направи во одредената област на најдобар начин. Меѓутоа, во денешната наша стварност, гледаме дека овие два базични принципи и правила на едно прифатливо пред се човечко однесување, а уште повеќе и во областите во кои што тоа навлегува и ги создава, односно за воспоставување на меѓусебните односи, па и договори, најмалку се почитува и сето тоа се одразува, гледаме во овој не само лош, туку и под сите нивоа квалитет и начин на живење и во односи меѓу луѓето, каде што излегуваат на површина токму спротивните принципи и правила, односно непринципиелноста. Значи, со зла намера, со да се нема добра волја, од почеток, нели, да се постави некој дека сака некому да некого да искористи, да му наштети, да го злоупотреби, да го измами, а не онака како што е предуслов за да може било што понатаму да се гради. Исто и во областа на струката, значи нестручни луѓе или оние кои што само проформа имаат некакви и на кој начин стекната стручна спрема, исто така се става под знак прашалник, се ставаат на раководните позиции или во позиции каде што треба да создаваат и да искреираат нешто. Еве да речеме, темата е за тој систем во државата или системски начин како да функционира нешто, и тие ги прават тие системи на начин на кој што тие без базичните предуслови и без добра намера сето тоа нели го прават и гледаме дека понатаму последиците се поразителни за сите. Како еден пример само би навела, бидејќи споменав дека актуелната состојба во Македонија е таква што сето ова се одразува на секој чекор и во секоја област и веќе и отворено се кажува, тоа не е тајна, или веќе институциите кои што не сакаат да се бават, почнат да се бават, затоа што криминалот ги пушти своите пипки секаде и не може воопшто да се надмине доколку навистина сериозни напори не се направат за тоа. Што се однесува до нашата состојба и зошто во Македонија сето ова се случува и она што го слушаме од повеќе фактори или во државата, да речеме најпрво од оние кои што се официјалните власти,
Значи тие ги прекршуваат скоро на сите, така да кажеме, клучни степени и меѓународното и внатрешното право, и тоа во следните емисии ќе го покажеме и со помош на стручњаците, односно луѓето кои што се навистина компетентни и имаат искуство и пракса долгогодишна да говорат за тоа. Но како што велат по делата, нели, некој се познава, значи тука имаме и дела, и факти, и докази, што очигледно, што ни се откриваат тие корумпираните, што веќе тоа е само по себе начин како ние подобро можеме да ги откриеме, да ги посочиме, но и да го посочиме оној нов принципиелен системски начин за справување со корупцијата, за што ќе стане збор понатаму во следните емисии. Тоа е еден модел кој што е роден тука во Македонија, значи создаден е во тие творечки процеси во состојбени или на откривање, така и всушност дојдено и до самиот назив на овој ТВ канал Откритија, и има потенција навистина на еден особен начин што не е употребуван досега, а цврсто заснован и врз правниот аспект или правните норми и одредби, да го направи тоа на најпрофесионален начин, што би рекле леге артис, што ќе биде голема придобивка не само за Македонија, за македонското општество и државата, туку и за меѓународната заедница, затоа што веруваме дека тоа ќе биде унапредување воопшто на правосудната сфера, воопшто во светот, во човештвото, во ова современо доба. И тука ќе биде тоа една практика која што може да биде и позначен извор на она што значи да се има еден ефективен, оперативен начин на справување со корупцијата и криминалот во едно општество. Тоа не е многу тешко да се заклучи, да се дојде до тој факт или откритие, или до тоа сознание. Меѓутоа, повторно се враќаме на она базичното, доколку се нема добра верба, односно се нема добра намера или добра волја, не се практикува тоа општо прифатено и многу едноставно, многу разбирливо, обичајно правило во се што правиме, тогаш не можеме ни да го откриеме ова за кое што зборувам, да ги откриеме каде е проблемот и причината зошто ние не можеме да се справиме толку време, толку децении, нели, во осамостојувањето. Сега зборувам на ниво на државата Република Македонија. Меѓутоа и во светот таму се практикуваат, има и успешни начини, нели, успешни искуства од целиот свет. Меѓутоа може и тука да напоменеме дека кога зборуваме за одредена земја или средина, не може да се пресликуваат нечии туги искуства така, без да се има предвид за спецификите, значи меѓу зависноста на она што одликува таа средина или држава или култура. Значи многу аспекти се преплетуваат, убаво е да се користат искуствата, но кога на ваков начин од самата проблематика, од луѓето кои што ја споделуваме таа проблематика, искусуваме во своите
живот и што се вели на својот грб, ќе произлезе едно решение што одговара на таа ситуација, меѓутоа ќе се види дека како такво и како модел кој може да се примени во секоја друга ситуација, значи тоа ни дава дополнителна сила, дополнителна мотивација да настојуваме тоа да дојде до она точка или до фаза кога ќе почне веќе и многу побрзо, значи да се случи тоа да се имплементира, да се воспоставува, значи тоа истовремено како една инструмент, значи алатка или оперативен начин како да се почне да се прави промената. Меѓутоа е и како модел кој може подолгорочно, значи трајно да функционира доколку се имплементира во самите институции или во системот на државата, која што е сериозна за искоренување на корупцијата и криминалот од своите редови. С оглед на тоа дека што сега е актуелен предизборниот период и верувам дека таму ќе се најдат уште многу така наречени политички, партиски или изборни понуди, како што е обичаено да се каже, па кој што нуди и колку е тоа вредно, ќе има народот, граѓаните да избор, нели, затоа се вика избори, да одлучат кому ќе му ја даде довербата и секако очекувајќи дека тоа што е понудата, она најдобрата, ќе може и да се реализира. Затоа и во текот на следните емисии оваа специјална програма ќе биде во функција како на оној прв дел, кој што го рековме многу по стручно третиран, од аспект на разните области или дејности кои што можат тука да го третираат и да го развиваат во тој стручен дел, научен или во било која област како дејност, како творештво. Во овој друг што е политичкиот и практичниот дел, исто така преку таа специјална програма ќе може да се промовираат сите тие пронајдени начини, методи, решенија или стратегии, можеби начини, процеси, постапки кои што е потребно да се превземат конкретно, нели, за оваа возвишена цел, меѓутоа и да се промовираат програмите на оние субјекти политички пред се или партии како што ги се или регистрирани според законот и уставот, меѓутоа и сите оние кои што можеби надпартиски би сакале да учествуваат на изборите. Така што ќе понудиме уште една платформа преку која ќе можат граѓаните, народот, суверенот, уште подобро и по-длабоко да се запознае со она што можеби не може да го сретне, да речеме на некој медиум или така, зборувајќи за воля на вистината, бидејќи не се ни застапени многу на овие, барем националните медиуми, сите рамноуправно, значи сите политички актери во државата и не само политички кои што се со таква провиненција, туку и воопшто, секој оној кој политички размислува или сака политички да делува, и не само политички, меѓутоа во тој дел, особено во изборниот процес, каде што тоа не е политика, тоа е кога народот има право да ги избере оние што треба да носат најдобри одлуки во државата и за сите нас, и да ги казни оние што не носеле. Значи тој мора да има пред себе, да ги има пред себе сите тие
сите тие субјекти, нивните размислувања, нивните намери, нивните планови, нивните програми, начини како тие би делувале за да може да го направи изборот, за да може точен избор да направи онака како што тој, односно сите тие граѓаните, суверените, кои што го даваат гласот и го прават изборот, да го направат најдобриот избор. Во тој контекст и оној дел од најавата на крајот кој што се однесуваше дека после секоја емисија која што ќе оди во четврток, во петок, значи следниот ден, ќе оди програмата Мислење и ставови на народот, за ова што го кажав, за сето тоа што ќе биде дискутирано во претходната емисија, претходниот ден, или ставовите, мислењата споделени, или визиите, начините, сето она кое што ќе биде на масата дискутирано и можеби ќе ги заинтригира и повеќе, или ќе биде на тој начин интересно за аудиториумот, за гледачите, да може тие понатаму сето тоа ни своите видувања, ни со она како тоа кај нив и начин на кој што тие го примаат или не го примаат, се согласуваат или не се согласуваат со тоа и зошто причините народот го има тој момент или што би рекла, нели, X факторот, како тоа да го процени, и ако тој по дефолт, значи не треба да е упатен или стручно да знае нешто од конкретна област или така, то не се бара од нив. Меѓутоа, повторно се враќаме на почетните основните принципи. Значи, во тој дел, ценејќи каква е намерата, дали е добра или лоша, народот има сенс тоа да го препознае. Исто така и да препознае кога некој го лаже или не е искрен, да може да го препознае и тој момент. Значи, тие се подлабоки начини на кои што можеме ние сите активно да се насочиме во овие процеси што се пред нас, конкретно во предизборниот период, и со тоа сите заедно да придонесеме да се подигне нивото на восприемање или на очекување или на оценување, еден вид проценка на тоа што го гледаме секојдневно и во ударните емисии, во тие платени ки има веќе и сега веќе кампањата нели тече од овие поголемите политички партиски актери во државата. Гледаме дека тие се многу самоуверени, се надеваат дека повторно нели ќе биде поголемиот дел од така наречениот колач, што така во политичкиот жаргон се третира, нели она што треба да го добијат тие на изборите, преточено понатаму во пратенички места и така натаму. И на тој начин, може би од поинакви агли, да му дадеме една дополнителна или додадена вредност или светлина на тој процес, а визави состојбите во кои што живееме, и како ќе можеме на вистина да излеземе од оваа состојба во која што долго време македонскиот народ е ставен под притисок, значи од најразличен вид. Тој не може да го добие, односно не може да го оствари она што го посакува и она што треба да го остваруваме сите заедно како македонски народ и матична држава Македонија.
И тоа е само по себе најголемиот проблем, затоа што народот не е тука за политичарите да си ги спроведуваат своите па и абсурдни понекогаш или навистина како што ги дефинираме непринципиелни политики, што им благ збор, може да се каже и штетни, а уште повеќе има и квалификации, значи кои што поведуваат и кривична одговорност. Така што туку обратно е. Народот е оној кој што дава и зема глас, меѓутоа на некој што треба го представува да ги оствари сите тие потреби, да го заштити, да му возможи амбиент, каде што тој навистина ќе успее да создава благосостојба, значи сите ние заедно како општество, а не да работи против интересите на народот и на државата. Значи тоа уште би го поврзала со еден момент кој што многу често се слуша, особено од политичарите на денешницата, меѓутоа и особено и во Македонија од политичарите, од сите варијанти, како да кажам, и од позиција, и од опозиција, и парламентарна опозиција, меѓутоа и вон парламентарна, особено оние кои што досега не добиле доволно гласови за да влизат во парламентот, да имаат барем по еден, некој се надева и на еден само или два пратеника, иако има и што се надеваат на повеќе. Меѓутоа, од нив често можеме ние, и народот, да слушне дека треба ние тоа да го гледаме или да го прифатиме, дека треба да бидеме реални, дели не многу да бараме или да бидеме да идеализираме нешто или нешто што според нив би било неостварливо, нели утопија, туку да биде тоа реал политика, нели, дека ја водат. А што е реал политика? Значи, реал политика во сите досегашни видувања и квалификации на таа формулација би било дека треба да го прифатиш она што е. Значи, она каква е состојбата и во таа рамка, колку што е можно, да видиш, да искридаш нешто или да добиеш, па и да направиш компромис, па и да изгубиш нешто, меѓутоа за на подолг рок сепак да има повеќе голема е да биде добивката отколку загубата. Меѓутоа тука забораваат многу, особено од оние кои што актуелно нели тоа го промовираат и во својот настап пред јавноста, пред народот, дека реал политиката секаде и во сите системи на исток и на запад и без оглед во кое време, иако е многу важно времето или контекстот во кој што некој застапувал таква позиција, но без исклучок реал политиката секогаш била да оствариш некој свој интерес или да заштитиш, иако не можеш можеби целиот или поголем дел. А не е реал политика да се помириш со оваа состојба, еве во нашиот случај во Македонија, каде што те уништува тој што треба да води во твое име и за твоја сметка, да ги заштитува интересите на народот, суверенот и на државата. Значи, тоа е обратно пропорционално, како, значи, тоа е, воопшто не е реал политика тоа. Нека води реал политика. Како најдобро во оваа ситуација да ги заштити интересите на народот и на државата. А реал политика да ја пуштиш државата и народот да бидат уништени, тоа е
самоуништување, значи таа не е никаква реал политика, така што има многу не кадарни, значи неумесни би рекла, меѓутоа не совместни, многу неточни толкувања на нешто кое што го застапува дури и како политички став, меѓутоа во Македонија тоа едноставно е неприфатливо за народот. Така што да му речеш реал политика ќе водиме да биде ова затоа што таква ситуација, па некои други генерации ќе успеат, нели? Како во писмата од за Јане Сандански, Македонија ќе роди други и ќе ослободат, бидејќи ние не можеме, тоа е неприфатливо за народот. Во овие изминати неколку години, кога бевме на браникот, што се вели на татковината, затоа што тие што беа за тоа избрани, под наводници или наместени, не го правеа, ние научивме многу и сега бараме од оние кои што сакаат во име на суверенот на народот да вршат функција, тие треба да водат највистинската македонска политика за суверена, независна, слободна држава Македонија, рамноправна држава во семејството, во државите и во народ македонски во семејството на народите. Тоа би било појдовна основа за да може некој од кандидатите или политичките партии да се квалификува како можен представник на народот во Република Македонија. Ова би бил еден став кој што е дециден и може би со кој треба да завршиме ова вечерашна воведна емисија, бидејќи за тоа ќе стане збор во следните и многу по-експлицитно и многу по-со елаборирано, да. Да, еве сега, јако сметав дека треба во следните емисии, сепак за крај да најавам дека во Македонија сепак има македонски родолюбни сили кои што имаат добра намера, добра волја, кои што се во добра верба или bona fide, да го употребиме и тој еден стручен израз кој што е многу користен и ќе се користи, верувам, уште во посуштински во сите тие понатамошни и договарања и соработки и така натаму како базичен принцип кој што треба вистински да го практикуваме, да се здружат и заедно да го направиме сето она што го пропуштивме сите овие години и децении пред нас и поради кое што страдаме сите заедно и поради кое што сме засрамени и понижени и во меѓународни рамки и на светско ниво и да си го вратиме достоинството и да делуваме сите на тој начин, значи стручно и леги артис и со една родолюбна сила, енергија што сите овие години недостасуваше да биде многу поголема и да ја направиме една суштествена, вистинска, реална, принципиелна промена која што со самото тоа што е на таков начин водена и ќе биде донесена и воспоставена, што ги запазува сите морални, правни и принципиелно политички
принципи ќе биде достоинствена, ќе биде вредна за почит, не само тука, дома, туку и од целиот свет и од целата меѓународна заедница. Тоа е нашата длабока верба и убедување да истраеме на тој пат и да можеме она што е непрактикувано, заборавено или ставено на страна или на некој начин спречено поради ова што се форсира многу насилно, многу тенденциозно од другата страна, непринципиелната, со лошата намера, со злонамерата, да можеме едноставно да го одбиеме и да го поништиме тоа делување, да го смалиме до тој степен што веќе би било и на некој начин веќе победено, да нема никаква понатамошна можност да воскресне, значи тој авет на насилието, на човекоомразата, на човекоубиството, на геноцидите што се случуваат секаде, да криминалот, секако корупцијата, нели, бидејќи таа некаде можеби некоја прифаќа како нешто позитивно, затоа што успева на тој начин и вака ни сите пори во општеството на голема врата веќе влезе. Значи сите пороци, сите злосторства, тај кај нас што се случува изминатите децени во Македонија, влегува на голема врата, дури до највисоките позиции во државата, во власта, во парламентот, во владата, во судовите, и затоа е ова вака, значи безнадежноста не сме да продолжи и надежта за иднината ќе биде, ќе го земе чекорот, значи ќе натврлува до сегашна состојба со новите принципиелни основи што се затрупани долго време, постојат во човекот и никогаш не се изгубили, исто како и надежта, но сега треба да воскреснат и треба со сета таа залежана, нели преспиена толку време сила што е на некој начин индуцирана, а не употребена, да е употребена на најдобар начин за сите и од сите аспекти, на овој начин, на најдоблесниот начин и на најпринципиелниот. Тоа не може никој да го оспори, тоа не може никој да го порекне, тоа не може никој да го отфрли, затоа што со тоа самиот против себе ќе биде и самиот ќе биде тој отпадникот, значи тој кој што ќе биде против доброто, против добрата намера, против благосостојбата и против мирот. А мирот, благосостојбата и добрите односи меѓу луѓето, значи се она што е од највисока позитивна вредност, се темелните вредности на светскиот, цивилизацијскиот, човечкиот поредок, кој што е преточен и во правниот поредок, кој што е тука за да ги штити токму тие кривки, но основни фундаментални човекови права и слободи. Ете, ве поздравувам и ќе имаме можност од ова позиција и во оваа специјална програма во следните емисии да ги слушнете сите оние родолюбни субјекти или поединци, тука се политички партии, здруженија на граѓани, кои што
ќе говорат од својата позиција, од свој аспект, она што тие и начин на кој што тие делуваат, но ќе почнеме со оние кои што ги најавив дека веќе напорите веќе се приближуваат кон таа крајна точка кога ќе се оформи една организација која што е една родолюбна сила, која што на овој транспарентен начин, што е потполно легитимен и што е навистина автентичен македонски, ќе делува за да ги едноставно да го убели образот на сето она што е извалкана македонска вредност, македонски човек, македонски граѓанин, македонскиот народ и на македонската држава. Ви благодарам. Од следните емисии ќе може би во самата програма да се комуницира, да биде интерактивни со гледачите, особено во петочната емисија, кај што нели ќе можат народот, граѓаните да ги изнесуваат своите мислења и ставови, така што може да се дискутира за се, но на овој навистина вистински достоинствен македонски начин, каде што ќе може аргументирано да се отворат сите прашања и да се насочи народот на вистина да може без манипулации или да укаже на она кое што не е во добар правец, значи не е честно кон народот, не е принципиелно да се осујата таквите обиди, бидејќи од нив сметаме дека во многу наврати до сега, во многу изборни циклуси, суверенот, гласачите, беа многу измамени, изманипулирани и на крај имавме такви, нели се во столичија, такви непредставници на народот, што ја направија и најголемата штета. Ви благодарам на вниманието и се гледаме во следниот четврток. За утре, бидејќи немавме сега соговорници, освен или ова воведна емисија, доколку одлучиме да оди таа петочна емисија, доколку одлучат повеќе членови од овие македонски родолюбни здруженија да ја реализираат, утре ќе ја најавиме. Доколку не, значи ќе остане за следната недела. Ви благодарам уште еднаш на вниманието, посакувам добра и пријатна вечер и ова за кое што зборувавме вечерва може би ќе предизвика и ваши размислувања во таа насока и може би ќе дојдеме и до некои нови предлози, решенија и некои навистина конструктивни начини на кои што може да на најдобар начин да бидат дел од ова родолюбна постапка или процес кој што сакаме да го покажеме, значи со своји сили да се избориме за своите права и слободи. Пријатна вечер и се најубаво.